Почитувани, добар ден, ја гледате Црвена линија. Електричните тротинети стануваат се поприсутни во сообраќајот, но истражувањата покажуваат дека огромен дел од возачите не ги почитуваат правилата и често возат пребрзо или без заштитна опрема. Ова доведува и до зголемен ризик од несреќи, особено кога електричните тротинети ги управуваат малолетни лица. Денес Црвена линија ве прашува дали електричните тротинети се закана во сообраќајот. Тоа е она за што ќе дискутираме, драги мои, а за учество во Црвена линија ве канам сите како учесници активни во сообраќајот, од возачи, пешаци и секако и како управувачи на тротинети. Секој од свој агол верувам дека ќе даде одговор на ова денешно наше прашање. Подсетувам, до нас се стига со вртење на телефонскиот број 02-307-0005. Се намалува задолжително тонот на телевизорот со цел да можете веднаш да почнете со зборувањето во програма, бидејќи ако не го сторите тоа, многу често се случува да воопшто немате увид дека сте вклучени во програма, а ние веќе ве слушаме внимателно и се случува да имате и впечаток дека некој друг зборува наместо вас. Затоа ве замолувам, без разлика дали учествувате повеќе пати во Црвена линија и особено кога прв пат се вклучувате, намалувајте го тонот на телевизорот. На самиот почеток стандардно за Црвена линија, насока и за оние кои што сакаат да учествуваат во нашите анкети, Црвена линија ги објавува на Instagram Story. Тоа значи дека треба да го заследите најнапред нашиот профил на Instagram, како и профилот на Телма телевизија, потоа веднаш и да кликнете на Instagram Story. Прашањето на Црвена линија за денес е: дали треба целосна забрана за електричните тротинети? Ова е како изгледаме на Instagram Story. Ве молам, не давајте одговори во пораки или пак во ДМ. Оно што е најважно да кликате на полето кој што го содржи вашиот одговор. Дали е тоа да или не. Црвена линија ќе ги сумира резултатите, ги пресметуваме во проценти и задолжително редовно ги објавуваме како на Instagram Story, да секако секој еден од вас кој што не следи таму има увид како одговорија учесниците на нашата анкета, а ќе ги објавиме, се разбери, во живо некаде кон крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Што се однесува до ова денешно издание на Црвена линија, пред да започнеме со вклучување на вас, почитувани, да го погледнеме и прилогот на Емилија Мисерлиевски. Само 7% од возачите на електрични тротинети ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, покажа истражување на Техничкиот факултет во Битола и Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата. Од анализирани 1320 возачи, дури 93% направиле прекршоци. Повеќе од 50% не ја почитувале дозволената брзина. Заштитна опрема, односно шлемови, носеле само 20% од возачите. Загрижува и фактот што се почесто електричните тротинети ги управуваат малолетници под законскиот минимум од 14 години. Експертите се категорични дека државата не е подготвена за интеграција на овие возила во сообраќајот. За жал, како општество, многу брзо дозволивме влез на овие електрични тротинети во сообраќајниот систем, но од друга страна можам да кажам дека се уште не сме подготвени ниту инфраструктурно, ниту пак во смисла на законска регулатива, ниту пак од аспект на ниво на едукација на овие возачи на електрични тротинети, за да би можеле да ги интегрираме заедно со останатите учесници во сообраќајот. Стручната јавност смета дека се неопходни законски измени, подобра инфраструктура и поголема едукација на младите и родителите. Законот мора да претрпи одредени корекции, каде што мора да се допрецизираат правилата и прописите под кои овие учесници можат да учествуваат во сообраќајот. Вклучително уредување по кои сообраќајни површини можат да се движат, брзината на движење, годините на старост.
Во текот на 2025 година во државата се регистрирани 147 сообраќајни незгоди во кои учествувале електрични тротинети. Една незгода е со жртва, 32 лица се здобиле со тешки телесни повреди, а 112 со полесни повреди. Само во првото тромесечје од 2026 се евидентирани 12 вакви несреќи. А сега сакаме од вас да слушаме дали електричните тротинети се закана во сообраќајот и едноставно дали сметате и дека треба целосна забрана за електрични тротинети. За учество подсетувам за оние кои што подосна се вклучивте во црвена линија, да не следите, завртете го нашиот број 023070005. Ке ве упатам и на адресата на црвена линија на Facebook, поточно нашиот профил, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што дискутираме во секој едно издание во живо. Просторот на Facebook, односно објавата, служи за да бидете активни и на овој профил, односно доколку не можете да се вклучите во живо или ви е поедноставно, полесно да учествувате на оваков начин во црвена линија, слободно во пишана форма преку коментари давајте ги одговорите на нашите прашања. Коментарите ги читаме секогаш меѓу вклучувањето гледачи. Па, ајде да започнеме со вас, да го започнеме со дискусија ова денешно издание. Добар ден! Тинче, Голем поздрав до вас и прашање за електричните тротинети, дали сметате дека се закана во сообраќајот? дозволите прво да ве поздравам како медиумска куќа. Благодарам многу. Емисијата ви е, односно темата ви е одлична. Благодарам, драго ни. Види, Тинче, вака, јас како возач 50 години, ништо не ми смета. Пошто ги почитувам сообраќајните знаци. Ама буквално ништо не ми смета и ми е мило ко ќе помини до мене тротинет до колата или велосипед или да му дадам предност на пешакот, што е нормално, а овие керко што возат брзо, на ними све му сметат. Но еве, како го коментирате и управувањето со тротинети, бидејќи сме сведоци на малолетници кои што најчесто ги гледаме на тротинетите? Видите, господјо Тина, во светот тротинетот е застапен многу. И зашто кај нас да не биде застапен, слободно да возат, по моје мислење, тротинетот е потребен на секој еден културен, нормален човек. Културен. Дали според вас треба да биде воведена забрана на малолетници за управување со тротинети електрични? Не. И малолетници да се вклучат во... Така, благодарам многу за вашите одговори. Подсетуваме и тоа, временската рамка за едно вклучување е 90 секунди, но додека траеме можете повторно се вклучите за нови 90 секунди. Секој еден од вас е секако добре дојден. Државата ја донесе почитување регулативата, но зошто истата не се почитува кацига, значи жолт елек не побрзо од 25 км на час на велосипедска патека и 6 км на час на пешачка патека, не двајца на тротинет. Реалната слика покажува нешто сосема друго. Па еве, дали сметате дека електричните тротинети се закана во сообраќајот? Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, ве слушаме внимателно, повелете. Вака, да се јавам еден искусен шофер и на кола, и на тротинет, и на точак, и пешак. Така. Сега, како да кажем, значи од една страна кажувате дека тротинетите возат со поголема брзина од законски пропишаното. Значи 25 км на час е законска регулатива и кај нас и во цела Европа. Самиот тротинет е ограничен и ти да сакаш не можеш да возиш повеќе од таа брзина. Значи самиот тој си има свој систем на ограничување што не може да се вози повеќе. Потребно е
многу, ја на сите им кажам дека, ајде да кажам, ја сум искусен шофер на тротинет, многу внимателно мора да се вози. Затоа што многу лесно се паѓа и доаѓа до повреди. Кој е вашиот коментар во однос на возрастната граница за управување со електричен тротинет? Па не знам, кажам, не знам дали е 14 или 16 години, мислам дека 16, вие спомнавте 14 години дека сега. Дали сте за тоа да малолетниците имаат право за управување со електрични тротинети? Многу сложено, затоа што намислам, не знам да говорам, не би требало, зашто многу треба да се внимава. Многу треба да се внимава и не може да се забранат затоа што државата и градот Скопје и општина Центар стимулира, субвенционира купување. Така, благодарам многу што бевте дел од ова издание на Црвена линија и што ги споделивте со гледачите на истата вашите ставови во однос на тоа дали електричните тротинети се закана според вас во сообраќајот. Најчести проблеми се пребрзото возење, потоа непочитувањето на правилата при возење без секако употреба и на заштитна опрема. Алармантно е тоа што тротинети се почесто управуваат и деца помлади од 14 години. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден и вам. Во врска со оваа тема сметам дека... Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Во врска со оваа тема сметам дека стварно не може на иста патека и тротоар да одат сите. Ние збориме зашто нашите тротоари се многу мали и точаци, и пешаци, и деца, и сите. Тоа доведува до нарочито кога треба да се по тротоарот, кај што има автобуски станици. Автоматски не застануваат да може да се качат луѓето во автобусите, тука они гледат, само вртат околу, некако и преку пешачице да поминат местото каде што е. Има ограничување, треба да има направени посебни ленти. Не може на една иста лента да и пешаци и со точаци. Па и ние што сме возрастни, тешко е тоа да поминеш. Зашто сега се има ископано, нема тротоар, на минимален тротоар се возат и одат многу лица. Тоа сакам да кажам, тоа е некако не е регулирано, за да има такви возила, треба да има патека, да има простор, кај да се вози. Не може на иста патека, би ги се тесните патеките, да одат и пешаци, и возачи на велосипед и тротинети. Благодарам многу за одговорите. Сега кога останете и продолжете да не гледате до крај. Подсетувам, напомена важна, внимавајте и на тајмерот, 90 секунди се предвидени за едно јавување. Од тука и тајмерот е објавен на екраните за да имате увид како одминуваат секундите. Пишувајте и коментари, драго ни е, оваа тема најверојатно и предизвика огромен интерес. Пристигнати се голем број веќе коментари на нашиот профил на Facebook Црвена линија. Пристигнати се и голем број коментари на профилот на Телма, телевизија под објавата на Црвена линија. Но ние продолжуваме со вас во живо и наскоро ќе почнеме и со јавноста да ги споделуваме и одговорите кои што се на Facebook профилот на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте, ве слушаме. Исто поздравтина до вас и до гледачите. Интересна тема сте начнале денеска. Да, треба да се внимава каде се вози со електричните тротинети и јас сметам, еве, шофер сум, не е убаво што возат по улица, да се вози на тротоар, меѓутоа, на кој тротоар? Јас живеам во Радишани и веќе 10 дена најмалку не е собрано ѓубрето. Значи преполни се тротоарите со канти. На кој тротоар децата да возат? На кој тротоар децата да возат кога нема услови за тоа? Еве и во однос на возрастната граница, дали сметате дека малолетните лица треба да управуваат со електрични тротинети? Си 17 години е малолетен, значи не можеме да гледаме работите. Еве се почесто се забележуваат и по 14 години.
Тоа да, за тоа да, меѓутоа нели сега во границата за возраста малку треба да подискутабилно да биде. Оно и големиве возрастниве ги гледам бетер деца возат, меѓутоа немаме ние инфраструктура па да викаме да, окей, треба да се вози на тротоари или на некоја патека, затоа што ѓубрето е буквално секој деневие во мојава населба. Да го поздравам и градоначалникот да го гледа, да знае дека повеќе тука на шампон не мириса. Овдека веќе е зараза, колери и се. Благодарам многу што се вклучевте во црвена линија, секако и што дадовте одговор на нашите прашања. А и ете можноста од она што слушнавме, што споделивте, на што сте сведок. Но ние да се задржиме на темата, денеска сме конкретни. Црвена линија прашува дали електричните тротинети почитувани според вас се закана во сообраќајот? Добар ден. Добар ден. Добар ден, ме слушате? Да, одлично, повелете. Да, за тротинетиве. Моje мислење е дека треба да има тој што го управува тротинетот да има некој тип на обука, да не речем возачка дозвола, или да се регулира тоа како со некоја лиценца или не знам, некоја потврда дека може да го управува тротинетот и тоа да биде едноставно црно на бело дека тој е способен да го вози тротинетот. Него друго сакам да кажам, вие порано нели имавте емисија за хуманитарни акции проект Куќа, проект Среќа на вашава ТВ Куќа. Дали таа емисија ќе почне да се емитува? Па секако, доколку почна и ја имаме во предвид, ќе бидат информирани гледачите. Кристина Арнаудова водеше, мислам дека пеачката. Тоа беше многу одамна, точно. Сакам и ова да ве прашам, дали сметате дека се повеќе многу помлади од 14 години управуваат со тротинети? Да. И дали според вас тоа треба да, иако постои регулатива, треба да биде поригорозна во однос на возрастната граница? Ако е тоа се, имате ли уште нешто да додадете? Не, тоа за тротинети ве кажав и за проект Куќа, ако може да се пушти, затоа што да им се помогне на многу луѓе. Мислам тоа. Благодарам на укажаното и секако на учеството ваше во црвена линија. А ние продолжуваме со вас, но при да вклучиме гледач, со оглед на тоа што има огромен интерес и одговор на ова денешна тема на црвена линија, веднаш да почнеме и со коментарите кои што пристигаат на нашата Facebook адреса. Ако не следите, заследете на во овој момент, секако и на Instagram, за да учествувате во анкетата која што е објавена на Instagram Story. На прашањето дали електричните тротинети се закана во сообраќајот и дали треба целосна забрана за електрични тротинети, Љубен Ристевски напиша: за контрола на тротинетите да се вработат уште 5000 полицајци и секе е окей. Благодарност до Љубен. Ајде да ве слушнеме вас. Добар ден. Ало, добар ден, Тинче. Поздрав, црвена линија. Да ти кажем, Тинче, јас слушам па мене, гледам нашата улица дечиња возат и така тротинети. Има убаво што, мислим, од 14 години нагоре. Мене ми е па мило да ги гледам. Па тој не е више закана, например, убаво си возат дечиња по крај, да те мерак знаеш да ги гледаш. Многу е лошо овие, мислим, колите што брже возат, што ете да внимават. Иначе дечињата се толку среќни на тие тротинети, да ти кажем, и не сум видела досег некој дете нешто да направи, се радосни. Тој не е никаква закана, мислим, тоа е убава работа, што толку другите работи треба да ги, например, сопрат. Сметате ли дека се почитуваат еве и безбедносните правила во однос на управување со електричен труд? Почитуваат се, да ти кажем, гледам дечињата по крај, поедно си вози, некад па некој малецко. Што за мене тој ми е убава чиста работа. Нека ги децата, па они со што ќе се занимават. Јас сум многу против што овие, мислим што се тие кладилници, тој да зборите тие што ги отворија таму, нели касно Марко стиже што викат што идат таму, што трошат пари, што овие што нодат. А овој да ти кажем убава работа за дечињата, само Господ да ги чува да се бидат внимателни, на страна да си возат. Еве јас кога сретнем деца, не знам, ја не се радуем. Толку се мили, толку си по крај возат. Не ви додосак еве толку време гледам, не ви
некој дете да направи некој прекршок, да ти кажем. Другите работи треба да се сопрат. А овој дечињата, нека ни даде Господ здравје од 14 години. Така, благодарам за одговорите. Ве почитувани можете да слушнате ни за одговори. Секој нели е својствен и автентичен. Верувам дека со голем дел од нив можеби и ќе се сложите, можеби ќе имате сосема спротивен одговор од она што го слушнавме или ќе споделите нешто сосема ново. Инаку, објавата на нашата тема можете да ја најдете и на Facebook профилот на Телма телевизија. Секако еве тука на прашањето државата нели ја донесе регулативата, но зошто истата не се почитува и дали електричните тротинети се закана во сообраќајот, ќе почнеме со она што го напиша Лидија Спирковска, напиша целосна забрана, а Маријана Лапе напиша и уште нешто не се почитува од страна на возачите на тротинети и велосипеди кога се движат на тротоар или патека за нив, а при тоа има и пешачки премини. И за пешаците е зелено. Тие воопшто не застануваат, си продолжуваат со возење, ние пешаците треба за нив да застанеме. Ова често се случува на Партизанска Буњаковец, тоа што се на велосипеди или тротинети и се наоѓаат на патека за нив, не значи дека за нив не важи црвено светло од булеварот. Благодарам многу и на Марија Лапе и Лидија Спирковска на двата профила и на Црвена линија и Телма. Објавена е темата, продолжете, пишувајте ги вашите одговори, а ние ќе продолжиме да ги читаме. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, Црвена линија. Ве молам, намалете го тонот на телевизорот веднаш. Сега. Ало? Во Црвена линија сте, ве слушаме. Дали електричните тротинети се закана во сообраќајот? Според мене се закана и тоа многу голема закана, првенствено за нив се закана, и на другите учесници во сообраќајот им смета, затоа што кај нас нема обележена патека исклучиво за тротинет. Возат мали дечиња мали, зборувам 12-13 години, ги пуштат во сообраќај, тоа само сирото не знае кај се наоѓа, па не може да води по улица, а па не да води тротинет. Друго, значи, да станете на некоја раскрсница или до некој, да речеме, семафор, петина ако поминат од тротинет, значи едниот не вози како што треба. И возрастни не возат како што треба, остаи за децата. И од возрастните поминуваат пред кола. Значи, во секунда можат да те пресечат, да ти направат голем проблем. Ја не знам како овие луѓе, некои луѓе што не ги видува, се качуваат на тротинетите. Тоа е моето мислење. Значи, треба да се внимава. Така, благодарам многу што вашите ставови ги споделивте овде во Црвена линија. На профилот на Црвена линија на Facebook, како одговор на прашањето дали електричните тротинети се закана во сообраќајот и дали треба целосна забрана за електричните тротинети, Ѓорѓе Ашовски напиша подитно и ургентно да се исклучат тротинетите во сообраќај затоа што се крајно нестабилни и се огромна закана во сообраќајот и поради нив неосновано виновни испаднуваат другите учесници во сообраќајот, а посебно возачите на патнички возила. Тротинет никако и на коловоз. Благодарам, Ѓорѓе. Ако не следите, продолжете да не следите и понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Црвена линија, ве слушаме. Поздрав, Пинче, до тебе и до вашата... Благодарам многу, голем поздрав и до вас. Ве слушаме. Јас се јавувам од едно провинцијско градче, каде што нема доволно инфраструктура за овие посебно возило за тротинетки велосипеди и да ти кажам, треба да има обука бар за сообраќајните правила и прописи. Секој што ќе дојде да вози тротинет, треба да ги познава правилата. Не, ако биде, да речеме, од 10 до 14 до 16 години, али треба да ги полагат прописите, правила што треба да се следува. Така да, за помојот места
треба да прво да се направи инфраструктура која што ќе одговара, а после да се дозволи тие работи за тротинетите да се употребуваат. Ете, тоа е моето мислење. Ако е тоа, се благодарам за учеството си, како останете и продолжате понатаму да не гледате малку покус од предвидените 90 секунди, но сосема јасен. Одиме на Facebook, на профилот на Телма телевизија, под објавата на нашата тема дали електричните тротинети се закана во сообраќајот, еве и што напиша Елена Чаковска. Да, забрана за електрични тротинети за деца до 18 години и на другите големи казни, доколку не се почитуваат правилата, затоа што во Охрид, во сред чаршија, со голема брзина возат, ниту се слушаат. Дечиња мали трчаат, а тие возат низ пешаците, па дури и на тротоарите со брзина возат, никаков ред нема. Благодарам многу, Елена Чаковска. Продолжете, пишувајте коментари, вртете го нашиот број, а ние понатаму секако еве продолжуваме со црвена линија и очекуваме да слушнеме уште многу одговори на овие денешни наши прашања. А централно во црвена линија за денес е дали електричните тротинети се закана во сообраќајот. Добар ден. Добар ден. Ево, вака се, значи, ако се прашувам, јас би ги забранил 100% овие електрични тротинети, затоа што тоа што се однесува за малолетните, тоа значи треба не 100% или 1000% да се забрана, затоа што освен во Скопје, во други градови нема ни велосипедски патеки, ни патеки за тротинет. Тука повеќе се загрозени пешаците отколку возачите на тротинет. Јас така мислам. Ако имате некои анализи направено, ќе видите дека повеќе има сообраќајки со тротинет него со коли таму и не знам што друго. Значи јас би ги забранил 100% тоа да не постои. Не, у Македонија да го нема, еве Грчка, шитам пред некој ден, исто таму ги забраниле. Тотално забрана има, мислам. Не сум сигурен, меѓутоа прочитав некаде. Да, грчката влада се подготвува за воведување на поригорозни контроли и построги правила за употреба на електрични тротинети. Значи, само би рекол, значи таму кај што има услови, можно и тоа со што се вика ако треба и нека полагат и нека има некои стварно критериуми кои што не може да вози секој тротинет. А тие се беззвучни, повеќе насладуваат пешаците него тротинет тие што возат. Еве државата воведе регулатива во однос на употребата на електричните тротинети, но зошто еве според вас не се почитува? Зошто не се почитува? Затоа што државата не ги спроведува законите. Така, благодарам секако што се бевте дел од црвена линија, се вклучивте и еве дадовте одговор на нашите прашања. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добро, најверојатно ќе треба малку време од едно до друго вклучување. Уште еднаш ќе се обидам и доколку добро во продолжение, еве има, нема, но знам дека има. Добар ден. Дали се слушаме? Здраво? Слушаме. Одлично, повелете. Види, ја да ти кажам искрено, некако многу како да ти кажам, со ова тротинете, да не употребам некој, као лигава работа тоа некако со тротинетиве. Се кашил на тротинет или се кашила на тротинет. Абе никого не гледа, никого не поштуе, влезе у сообраќај како да он или таа газарица. Абе човече, знаеш ли колку пати улетуваат пред коли? Или идеш ти пешки па у тебе ќе се забие. За тело секунда можеше да ме здрови, да ме утепа, што се вика по тротоари деки. Си направија некој бизнис, земи нешто кај што ќе може човечка сила да се користи, да може да троши енергија, не да троши таму некој акумулатор направен од литиум. Според вас, еве, зошто регулативата која што се донесе од страна на државата за употребата на тротинетиве не се почитува? Па затоа што никој не се врши работата како што треба. Меѓан пати сум нагласил. Најголем проблем се институциите. И најлошиот закон би бил добар и успешен под услов ако институциите се вршат работата. Овдека никој ништо не поштуе,
апсолутно ништо. Ако веќе тротинетот намали му е 10 км брзината и нека иде со 10 км по. Благодарам за одговорите и секако за тоа што не следите и учествувавте во Црвена линија. Одеме на профилот на Facebook на Црвена линија на прашањето дали електричните тротинети се закана во сообраќајот. Еве што напиша како одговор Далибор. Тротинетите се голема опасност по безбедноста на сообраќајот. Голем процент од лицата кои ги користат тротинетите не внимаваат, не ги почитуваат безбедносните правила и како учесници во сообраќајот се голема опасност и по себе и другите. Јас пред 3 дена имав случка со дете не постаро од 16 години, каде ми се доближи од мојата десна страна на мојот автомобил во движење и за дел од секунда беше избегната голема несреќа. Малолетното лице продолжи да вози по улицата пред мене, го пресече спротивниот правец и се изгуби по улиците од спротива. Да се забранат во градски средини. Благодарам Далибор за коментарот. Ако не следите, продолжите и понатаму да не гледате. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. На линија сте. Повелете, ве слушам. Благодарам, да сте ми живи и здрави. Ајде вака, да кажем, прво, во принцип сум, значи да не биде испод 18 години, секој кој користи тротинет. Второто, тој секој тротинет да има бројче на него, да се знае ако не дај Боже направи нешто, да се знае кој е тој и да го побараме по регистарскиот број. Третото, без кацига, апсолутно, значи не смее да вози ни на тротоар, ни на улица, ама апсолутно било каде, па макар нека и потреба да вози. Третото што е многу битно, тие се корисни, значи, тротинетите, посебно овие електричните. Тие брзо се оди, брзо се движи, се, да речем, на некој начин, многу е помал трошакот за да се отиде до работа и назад и слично. Меѓутоа, треба малце памет, треба малце размислување, кога се застанува на тој тротинет. 25 км се вози брзина на тие тротинети. 25 км тоа е голема брзина во таа градска средина. И тие сите што ги возат тротинетите размислуваат како да се царови. Нивна е улицата, нивна е патеката, се е нивно, а не размислуваат дека може да се удри во пешак, може да се удри во кола, може во друг тротинет и слично и да дојде што вика до несакани последици. Јас да ви кажам најискрено, кога ги гледам се плашам и моје размислување лично е да се укинат. Значи, ако може. А оние што се без мотор, кои се на нож... Благодарам многу. 90 секунди е време трајање за едно јавување. Почитувани, кликајте и на tilma.com.mk на нашиот сајт. Можете секогаш брзо и навремено да се информирате за сите случувања. Во однос на темава за денес, за која говориме во Црвена линија, на tilma.com.mk отворете го насловот од вчера, тоа е дека дури 93% од возачите на тротинети прават прекршоци. Ова се резултати од последното истражување на Техничкиот факултет во Битола. Црвена линија денес прашува дали електричните тротинети според вас се закана во сообраќајот и државата секако има донесено регулатива за управување со истите, но зошто еве тие правила не се почитуваат. Добар ден. Добар ден, Тина, ако сум јас. На линија сте, повелете, ве слушаме. Тина, дека се закана, се закана. Нема тука, зошто? Затоа што те престигнува од лево, од десно, не знаеш кај ќе појди. Кој ќе возам кола, само од ним се плашам, не од друго. И сега, ќе речете зошто? Па треба да, државата донесе регулатива, ама кој ја поштова? Ако не можеш малолетник да казниш, ќе го казниш родителот. Што му го дал? Нонсенс, нема тука мрдање. Ако се најдувам во Германија, ги има на улица. Од тука го земаш, го ставаш до дестинација кај што ќе појдиш. Ама некој го регулирал то. Ако сакаш да изнајниш, треба да имаш документче, дека тој документ да управуваш тротинет. Каде се стекнува? Самите училишта, самите, да речам,
Технички прегледи. На обука ги вика, тако се малолетници. Нема тука проблем. И не е таму. Пред се па и културата. Не можеш во Германија да се уплашиш од тротинетите. Можеш само во Македонија. Како што е све луки вода. И нормално. Еве 4 пати идам по Скопје, ме бендисува, Сейф Сити. А сега можело да бидеме добри. И тоа се регулира. Ама сега не се казнуваме, ова дете е на овој, ова е на оној. Не, брате, не може така. Благодараме вам за вклучувањето во црвена линија. А на нашето прашање дали електричните тротинети се закана во сообраќајот, еве што напише Изуки Бошко, вели не. Тие што ги возат се закана. Почитувани, дојде време да ги погледнеме рекламите. Останете со нас, следуваат резултатите од анкетата. Ајде сега и да погледнеме како одговорија на денешната анкета на црвена линија. Оние кои што не следат на Инстаграм, ако не сте меѓу нив, не чекајте, заследете не во овој момент и секако во утрешното издание и новата анкета учествувате со вашите одговори. На прашањето дали треба целосна забрана за електричните тротинети, со да одговорија 38%, со не одговорија 62%. Почитувани, благодарам што го следевте ова денешно издание на Црвена линија и секако го креиравте со вашите вклучувања и одговори. Информирајте се на telma.com.mk, имајте ми убаво попладне, а ние се гледаме во нашиот термин утре со нова тема и нов предизвик. Довидување.